можеме да зборуваме за Илинденско востание, а во другите делови на Македонија за востание. Ова намерно го потенцирав затоа што во бугарската историографија најчесто кога станува збор за Илинден, се зборува за Илинденско преображенско востание. Со тоа сакат да ги изедначат настаните со она што се случувало во Одринскиот вилает, кој што е надвор од територијата на географска Македонија, меѓутоа тоа е дел на револуционерната организација. Таму дури до Едрене, таму. Так. До Едрене, до Турција. Так, седиштето е во Одрин на самиот вилает, Едрење, буквално. Таму, во овој округ, востанието ќе започне на празникот Преображение и бугарската историографија сака да стави знак на равенство помеѓу овие две, како некаков спој. Меѓутоа, јас честопати иронизирам со ова и велам, доколку ја следим ова нивна логика на такво именување на востанието, тогаш би додал уште едно име на востанието, затоа што во Серскиот револуционерен округ, а тој го опфаќа деловите на денешниот дел на Македонија во Република Бугарија, значи Пиринскиот дел од Македонија, и оној дел од Грција, што е надолу од Серес, па се до морето. Тој е Серски револуционерен округ, така. Таму востанието официјално требаше да започне и започна на празникот Крстовден. Па по таа логика, како би имале Илинденско, Преображенско, Крстовденско востание.